Меланома најсериозниот тип на рак на кожа, или агресивен тип на рак кој што може да се прошири и на други делови од телото. Оваа форма на рак на кожа се појавува кога ќелиите кои произведуваат пигменти на кожата, наречени меланоцити, почнуваат да се делат неконтролирано. Меланомата најчесто се јавува на видливи и изложени надворешни влијанија делови од телото, како што се лицето, вратот, рацете, но може да се појави и на други делови на кожата. Кои се симптомите? Всушност, колку видови на меланом може би постојат и кои се истите? Кога може би се зголемува скалилото од обичен преглед на меланом, но кога нели доаѓа тука во и дерматоскопијата како може би предмет кој што најмногу го детектира и го покажува всушност инцидентот на кожата, многу повеќе за меланомот со доктор Верче утринава во утринска Телма. Мислам дека по години можеби пауза барем од кај нашата утринска Телма, ќе ви кажам уште едно топло добре дојде повторно во утринската Телма. Благодарам на поканата. Благодарам за се гледаме во Телма амбуланта, меѓутоа и фактички првично почна со утринската на Телма. Да, и мислам дека ова ви е вам специјализација од секој аспект и најчесто кога може да се сподели или погледне кого да се препорача како дерматолог конкретно и за овој тип можеби на проблематика, се реферира и веднаш се адресира до доктор Верче, така што доктор Верче Тодоровска ќе ви сподели многу повеќе за меланомот. Оттаму и започнувам дали е вистина дека од меланом на секој 9 минути некаде прочитав во светот, за жал и умира еден човек, иако ракот на кожата успешно сепак се лекува, премногу досната реакција и често присудна. Точно. Ова е можно агресивен рак на кожа, еден од најмалигните форми на малигни заболувања, меѓутоа и затоа е тоа многу висока смртност, меѓутоа единствен кој што доколку се открие во раните фази, значи додека е инситу, односно во најповршните слоеви во кожата или првата фаза, процентите за излекување се многу високи, скоро и до 99% кога е инситу, да речеме. Токму затоа се дава акцент на тие скрининзи, прегледи, кога се уште нема симптоми, нема никакви симптоми всушност, како и кај повеќето малигни заболувања. Како еден вид тивокубиец, не дај Боже. Да, меѓутоа поентата кај меланомата е во тоа што тој може да се види. Значи и на кожата можно е достапен за преглед и иако имаме нели доста алатки во смисла на градото пајче ABCD е правилото за рано откривање, сепак најраното откривање е со помош на дермоскопот, кога некоја промена на кожата која најчесто наликува на бенка, бидејќи најчестиот тип на меланом е површинско ширечки, тоа е во боја и е во ниво на кожата најчесто, значи во почетните фази. Може да погледаме, баш извадивме некои инсерти, ова што го говори и доктор Верче. Така да, токму затоа даваме акцент на овој преглед, бидејќи треба да се направи кај секој човек, значи кога и се уште нема ништо сомнително на кожата, бидејќи она што дермоскопот го покажува е во најраните фази. Значи најмало отстапување од архитектониката, од симетријата на една промена на кожата, ние ја детектираме и дури имаме можност за увид во структурите кои што се и до 2 мм во кожата. Длабоко во слоевите на кожата. Така да буквално ова е најраната дијагноза која може да се направи. Прегледот е безболен, не бара посебна подготовка, не е опасен по здравјето, воопшто не е ризичен, само се прислонува, има свој извор на светлина, се прислонува на кожата и се наблюдуваат структурите. Може да го прикажеме, Боби, ако не ви е проблем, ова вака изгледа всушност и алатката, односно дерматоскопот, кој што два вида на светлина, всушност три, ова е најновиот. И практично се става на еве вака и се наблюдуваат структурите. Значи воопшто не боли, нема зрачење, нема ништо, не е опасен по здравјето. Сега битно е нели да имаме добра подготовка, односно истренирано око за да можеме тие структури да ги прочитаме соодветно и согласно тоа што ќе видиме понатаму предложуваме што нели е потребно да се направи. Именно телефонски кога говоревме ова мислам дека соодветно време за да можеме рано да превенираме, бидејќи сончевите денови практично започнаа пред 2 седмици. Тоа говориме дека научителите се загрижени можеби за нели овие календарски пореметувања кои што се случуваат нели апропо и климатските промени. Кога треба, доктор Вече, да се вклучи алармот, апропо, говорејќи за веќе споменатото ABCD правило, колку се потребни или присутни кога треба првиот чекор да биде нели до превенција?
кога збориме за ABCD правилото? ABCD правилото значи А за асиметрија, Б за бордерс, односно ивици, нерамни ивици, доколку има бенка под наводници, велиме, бидејќи најчесто личи на бенка. Тука е главната, како да кажам, можеби малку забуна, бидејќи бенките се бенигни промени, меѓутоа меѓу нив знае да се сокрие меланомот, а дермоскопот ни помага да ја направиме таа дистинкција. Практично во една бемка, како што е изложено на фотографијата, помеѓу самата бемка може да се детектира. Значи, ова е фактички, значи ние детектираме меланом. Бенката има најчесто рамни ивици, ова се нерамни ивици, гледате, и е симетрична. Овде имаме асиметрија во формата и имаме, значи, повеќе бои обично се појавуваат, повеќе од една боја. Диаметерот е околу 6 мм, над 6 мм и најважното правило е односно еволуција. Еве повеќе бои гледаме тука. Еволуција значи раст и развој. Обично знае на почетокот површинско ширечкиот меланом да се шири нели во ниво на кожата, можеби малку да стане опиплив, меѓутоа доколку не се јавите навреме на преглед, потоа почнува да се издигнува во висина и тогаш веќе оди и длабоко, односно напредува и веќе може да е тоа веќе втор стадиум, па и понатаму, нели, значи, да како биде што видите, ако ја менува својата структура, веќе тогаш. Да, тоа е фактички знак дека тука не е бенка во прашање, туку е меланом, односно малигно заболување кое што не ги почитува правилата, односно хомеостатските механизми на организмот. Едноставно тоа се клетки кои што неконтролирано се делат, малигни клетки. Не е бенка. Така. Која е спецификата, како што кажавме на дермоскопот? Колку е сложен сам по себе или комплексен како апаратура и како рековте, која длабочина детектира длабоко? Од 1 до 2 мм, значи преку оние структури што ги гледаме, бидејќи и поларизирачката светлина ни овозможува да гледаме малку подлабоко. Го анулира тој сјај повратен од кожата. Меѓутоа, поентата е со дермоскопот дека не е лупа. Значи, лупата само гледа она што е, тоа е зголемувачко стакло и гледа она што е на површината. А дермоскопот е рачен микроскоп. Тука има, ова е сериозна апаратура која има оптички елементи во себе, повеќе леки, иако имаме 10-кратно зголемување, сепак и со тие посебни извори на светлина, поларизирана, неполаризирана, па во последно време и UV, односно плава светлина, можеме буквално да ги анализираме сите структури на кожата до 2 мм. Значи, она што се случува во најгорните слоеви, кога треба и најбрзо да се реагира. Колку го зголемува скалилото од обичен преглед на меланомот, кога доаѓа, да речеме... 30%. Постојат клинички студии. Да. Значи, ако со голо око, некаде до 60% од меланомите се детектираат, значи тоа се веќе развиени, уште 30% тоа е веќе скоро, нели, 90%. Се, ако вие имате доста искуство зад себе, значи, и ако е промената на кожата, меланомот јасно видлива и развиена, може во првата секунда да знаете дека се работи за меланом. Меѓутоа, можна често има нетипични форми на меланоми, каде што треба малку повеќе да подразмислите, да направите анализа, и тогаш правиме и дигитална дермоскопија. Значи, записот што го гледаме по дермоскоп го ставаме на монитор, односно на компјутер, имаме дополнителни зголемувања и правиме евалуација полека на сите негови елементи, буквално до најмалиот, до дел од милиметар, што се вели, и тука веќе диагностиката е, нели, уште по прецизна. Значи, ова е мощна прецизна алатка. Не е ова лупа, не е ова зголемувачко стакло само. Јасно. Доктор Верче, дали голем процент на меланомите се развиваат на здрава кожа? Да. Додека, нели, мал процент на веќе постоечка бенка? Така, постојат клинички студии кои тоа го докажуваат дека всушност дури до 80% од меланомите се развиваат на здрава кожа, а само 20 до 30 на претходна бенка. Значи, забуната е во тоа што меланомот личи на бенка и едноставно кај еден лаик, било кој пациент, нели, што нема претходни познавања, секоја пигментна промена на кожата ја доживува како бенка. Дали е тоа себроична кератоза, масна брадавица, папиломче, друг тип на израсток на кожата, за луѓето тоа се бенки. И затоа велат од бенката се направи меланом. Тоа е мит кој што е всушност погрешно убедување, меѓутоа науката веќе даде одговор дека всушност меланомот е рак, малигно заболување кое одеднаш се развива на здрава кожа, на кожа која претходно немало ништо. Значи,
со ова практично не треба да не загрижува фактот да веќе оние постоечки бемки кои што имаат историја на нашата кожа, може би, сакам да кажам, отколку кога велите некаква нова форма, нешто ново се појавува. Најчесто е нова промена кај повозрастните лица. Тоа е, нели, грото од меланоми се јавуваат во 4-та и 5-та деценија. И затоа велиме, до 4-та деценија бенки се јавуваат нови и нови. Меѓутоа, понатаму, ако се јави нешто ново, поголеми се шансите да не е бенка, односно да биде нешто сомнително. Сакате да ми кажете дека и веќе сепак постоечка бемка, за жал... Може, да, за жал може и постоечка бенка да се претвори во меланом. Бидејќи одредени невуси, тоа се бенките, носат извесен потенцијал за понатаму да се развијат во бенка, обично се тоа конгениталните, меѓутоа во последно време дојдовме до заклучок дека дури 50% од бенките, од меланомите што се јавуваат во бенка или од бенка, се или во бенката ако е конгенитален од раѓање или во првите години од детството, или пак се јавува околу бенката и тоа она најбаналната што е како испакната. Так. Дури во 50% околу тие бенки се јавува, што порано мислевме дека се тие најдобро очудни, да кажам. Значи да речеме да она бемка понекогаш и тие естетски корекции кои што сакаме да ги направиме на некои делови телото, сакаме да го отстраниме, практично и таа, иако ја носиме со себе долги години, децени што се вели на својата кожа, сепак треба да го наблюдуваме ние, нели, нејзината форма, да. величина. Затоа дермоскопот ја разрешува веднаш дилемата, бидејќи она што на луѓето им личи како бенка или велат ова не ме загрижува, оваа бенка не ме загрижува, обично се тоа рамните бенки и ни покажуваат од дермалните оние што се како испакнати, тие повеќе ги загрижуваат или поголемите бенки, што не мора да значи. Значи опасноста за меланом не е право пропорционална со големината и со дали е во форма на израсток или е рамна. Најчесто, нели, рамно ширечкиот меланом е во ниво на кожа и почнува како бенка која е во ниво на кожа, што најчесто не ги загрижува пациентите. Значи, затоа велам кога ќе детектираат одредена промена во смисла на асиметрија, повеќе бои или едноставно забележат бенка која не личи на ниедна друга. Тоа е исто така мощно и ефикасно клиничко правило, алатка за распознавање на меланомот, грдото пајче. Значи, она што е така бенка која што не личи на останатите, едноставно се издвојува и ви паѓа во очи. Ако забележите такво нешто, на пример, вие сте светол тип, светла кожа и одеднаш на вашата кожа се појави темна бенка. Тоа треба да биде знак за аларм. Или пак дури и кај потемните кожи, значи нема правило дека повеќе се јавува само кај светли типови. Меланомот е фасцинантен тумор, мощно агресивен, мощно подмолен, кој што буквално може да се јави кај било кого, на било која возраст, било каде на кожата, буквално дури и на слузниците, и едноставно, значи, може да се јави и во било која боја, може да биде и безбоен. Имаме и амеланотичен меланом и во било која форма. Така да буквално е вистински предатор. Јас на едно од моите предавања надвор го споредив со октопод. Бидејќи тој буквално се маскира пред вашите очи. Камуфлажа своја некоја си создава. Лаичко прашање, кога веќе го споменавме ABCD правилото, дали едно од овие може би доволно и едно за да ве натера да дојдете на преглед, да. Од било кој? Било која, може да биде само асиметрична бенката, нели поинаква од другите, што не мора да значи веднаш дека е нешто опасно, може да биде само нерамни ивици да има или пак да има повеќе од една боја. Најчесто се светло или темно кафени, нели, кај повеќето луѓе, али ако има плюс нешто, дури и на бела, или розово, или сиво, црно, веднаш треба да се јават на преглед, а најважно е еволуцијата, промената. Како што кажавме и во самото видео, како нели графички приказ, би сакал да ве прашам, дали е мит вистина дека жените најчесто меланомот го развиваат во долните екстремитети, односно да речеме нозете, додека кај мажите најчесто се случува, да речеме, во горниот дел на грбот, кај вратот и така натаму. Дали има вистина? Тоа е точно, тоа е подкрепено според нели случаите што ги наоѓаме. Се смета дека нели жените подолго еве како сме облечени, нели? Се изложени можеби. Тој дел е подолго изложен на сонце, меѓутоа има уште една причина, а тоа е користењето на солариумите, кој најчесто е од млади жени под 35-та година, а го зголемува ризикот за меланоми, за сите карциноми на кожа, за дури 75%. Само една посета.
Така да солариумот не солариум. случајно е забранет со закон во некои држави, како Австралија, Бразил, последно прочитав и во Иран е забранет, а во повеќето европски земји за малолетници е забранет. А кај нас Кај нас, да речеме, во моментот влијанието го имаат, нели, го делегираат и го менаџираат младите. Сега, да речеме, со таа нова фаза на инфлуенсери, кои што, нели, практично велат, нели, одете сончајте се на солариум, поточно фатете некоја своја нова пигментација, за да не бидете директно изложени на тие сончеви UV зраци и така натаму. Погрешно. Сосема погрешно? Да, затоа што потемнетиот тен ви нуди SPF заштита од 3 до 5, што е минорно. Подобро користете креми со заштитен фактор, бидејќи и сончевите изгореници се еден од ризиците за појава на меланом. Покрај солариумот, кој што е UVA лампи се тоа. И поновата мода, UVA лампи исто така има, нели, кај гелните ногти. И сега за веќе маникирот, почнуваат, кога маникирот што ги суша, тоа е UVA светлина. Тие зраци продираат многу подлабоко во кожата и со кумулирање на тие штети се настанува подоцна. Има еден латентен период. Затоа, нели, оно што го правиме во моментот и не ни прави никаков нус ефект, како да кажам, нема негативни дејства, некако го забораваме. Бидејќи во овој случај, UVA зраците тие негативни дејства ги покажуваат после латентен период од 10, 15, 20 години. UVB зраците веднаш ќе не изгорат, па ќе се намачкаме, нели? Ќе внимаваме. А UVA се постојани, не ги чувствуваме, меѓутоа тие се оние вистинските што доведуваат до мутација. А UVA лампите се 95% од лампите во солариумите и гелните ногти. И сега колку многу фактори всушност влијаат, а ние ги игнорираме, а практично веќе во некој тренд. Да, тоа е секојдневие, да. И еве керка ме прашува, мамо, да направам ногти, јас велам не е тоа добро, не е здраво, ама сите го прават. Тоа не е одговор. Значи, многу често трендовите се погрешни и треба време од 10, 20, 30 години дистанца во историјата за да станеме свесни или да се докаже. Едноставно науката да собере случаи за да докаже. Не може веднаш само тоа да се каже, нели, без никакви докази. Така беше ситуацијата со солариумите во Шведска. Значи, од таму всушност е почнато, бидејќи кај нив, нели, нема многу сончеви денови, тие сакаат да добијат некој тен. И во 70-тите, 80-тите вистински бум. Значи, буквално сите женски членови од семејството оделе заедно на солариум. Веќе и тогаш, значи 80-тите години, имало само 2 до 3 случаи на 100.000 луѓе во Шведска. После 20 години, сега имаат 20 до 30, 20, мислам, 22 беа, на 100.000. Значи, тоа е веќе 10-кратно зголемување. И се смета дека се должи токму на употребата на солариумите. Интересни податоци кои што ги откриват. А од друга страна, нели, UVA зраците, UVB зраците, генерално сончевата инсолација се повеќе се зголемува. Еве сега имаме UV индекс од, да речеме, 3 беше пред неколку ден, сега е 7. Значи, тоа го мери штетниот ефект на UV зраците, односно интензитетот на инсолација, кој одеднаш стана многу висок. Тоа е можно значаен фактор за појавата не само на меланомот, туку и на другите карциноми на кожа. Така да треба да се обрне внимание. Озонската дупка се зголемува. Се зголемува, така е. И буквално сме постојано изложени. И уште едно најчеста грешка што ја прават повеќето луѓе е што користат фактори само во лето или само на плажа. А ние постојано сме изложени. Која состојба би кажале дека е акутна во светот на, нели, да речеме, меланомна кожа? Како може да забележиме кога веќе алармот е вистина вклучен? Па генерално, како да кажам, велите вие, нели, менувањето не мора да чеша, не мора да боли, не мора да крвари. Значи, доволно е да биде поинаква од другите бенки, да биде со повеќе бои. Најчесто е темна. 70 до 80% од сите меланоми се оние суперфицијални, површинско ширечки. И најчесто така изгледа. Како едноставно потемна е, па на едната страна е посветла, па има и како црвена боја и така. Значи, тоа е како што рекоте, таа еволуција. Дали е ова нешто што можем? Да. Така? Значи, еве тука има пример како би изгледал меланомот, кога мора да се... Ама видете, овде не е некоја евидентна разлика. Значи, затоа велам, дермоскопот кога ќе се стави, веднаш знаеме за што станува збор. Има уште една ситуација во која што промената на кожата, бенката под наводници, не е
нити сосема доброочудна, односно не е сосема симетрична, со униформна боја, туку покажува некои знаци, малку е сомнителна. Во тие случаи може да правиме и следење. Значи, едноставно ја сликаме бенката под дермоскоп и ја гледаме после 3 до 4 месеци, мислам, ако не е сомнителна. Ако во тој период не покаже некоја драстична промена, тоа значи дека е обична бенка. Бидејќи имаме така наречени бавно развивачки меланоми, на кои им треба и години за да се развијат. Бидејќи од друга страна исто интересно што меланомот го стимулира имунолошкиот одговор на организмот. И можна често самиот организам се брани од нив. Дава одговор некаков. Да. И може би и долго време да имате некоја бенка, многу често се случува, пациентите да речат, ама јас таа имам подолго време. И сега одеднаш таа почнува да се менува. И тоа всушност не било бенка, туку било меланом, меѓутоа организмот се борел против него. И припадна имунитетот во одредени стресни состојби или било какви. Знае да направи развивање на состојбата. Може нагло да се развие. Сакам да ве прашам, колку сте, како долгогодишен ветеран, што се вели професионалец во светот на дерматологијата, го препорачувате отстранувањето на бемка? И од моето лично искуство, порадени ли те естетски причини, особено кога стана збор за горниот дел на лицето и така натаму, колку сте за отстранување на бемките и што се однесува пак да оние бемки кои што си ги носиме како историја на собствената кожа, а се на некои непријатни делови на телото, како што да речеме се кај појасот, нели кај дамите кај што носат најчесто градник и така натаму. И некој пат се случува. Дали топогани сега летно време и така натаму, се знае да се оштети бенката, да се искине дел од бемката и така натаму, па веднаш потоа нели се превенира и целосно отстранување. Колку сте вие за истото? Не постои ризик во отстранување на бенка. Зошто би постоело ризик во отстранување на нешто што е сосема бенигна промена на кожата? Тоа е едно. Како второ, ако се работи веќе за нешто што не е бенка, што е сомнително или сме сигурни дека е меланом или потенцијален меланом, мораме да го извадиме. И тука нема дилема. Технички, велиме, причина, кога негде има триење и постојана травма, иритација, тоа може да биде, како да кажам, повеќе од психолошки причини, бидејќи пациентите се оптеретени, постојано ги зачувуваат, ги избегнуваат и слично, бидејќи во науката дала одговор на тоа дека повредената бенка не е ризик за развој на меланом. Значи, тука немаме причинско-последична врска. Поврзување некако. Иако пациентите се најчесто исплашени кога ќе повредат бенка, меѓутоа тој страв има и одредена подлога, бидејќи и меланомот во одредени фази од својот развој може да крвари дури без повреда. Пациентите го доживуваат како бенка и велат ја повреди, почна да крвари. Доаѓа пациентот, ние гледаме дека тоа воопшто не е бенка, тоа е меланом. Меѓутоа во неговите очи тоа е бенка, нели? Затоа велам, повредената бенка треба да се прегледа задолжително, меѓутоа не постои никаков ризик ако решите да извадите бенка. Нема причина зошто би имало ризик. Како прво и основно тоа е бенигна промена, ризик нема во вадење, па дури нели на малигни промени е задолжително да се извадат и секогаш тоа се прави во здраво, така да нема никаков ризик од расејување и слично, што обично го мислат луѓето. Знаете колку уживав во разговорот, верувам дека гледачите се надам дека за скоро ќе се видиме повторно поради нели штетните влијанија со сончевите знаци кои што ќе бидат екстремни следниот период. И само претпоставам дека и во мај месец ќе има некакви нели превенции околу нели рано детектирање на меланомот на кожа. Јас секоја година организирам бесплатни прегледи, сега ќе видиме во кој период ќе најавиме. Меѓутоа месец мај е сигурно месецот за истото. Доктор Верче, ми беше исклучителна прилика да ве запознам вака и за гледачи на Телма да говориме на раното детектирање на меланомот на кожа. Секогаш ми е задоволство да работам на едукација на населението. Тоа е најмоќното оружје во борбата со меланомот. Именно. Задоволство беше да ве слуша човек утринава. Се надам дека уживавте во разговорот од нашата доктор Верче Тодоровска, дерматологот, утринава во утринската тема.